Патувањето започна со возбудлив лет од Ница кон Истанбул, градот што ги спојува Европа и Азија. Од таму, со втор лет се упативме кон Кајсери, вратата на Кападокија. Пристигнување во Ѓореме по кратко возење низ мистичниот пејзаж на Централна Анадолија, пристигнавме во срцето на Кападокија, селото Ѓореме. Хотелот во кој престојувавме нуди уникатен амбиент, изграден во Карпите. Кападокија е регион обликуван пред милиони години од волкански ерупции. Лавата и пепелта формирале мек туф, кој подоцна природата го издлабила во уникатни карпести формации, познати како самовилски оџаци. Денес тие се символот на Ѓореме и околните села. Вечерната панорама беше вистинска магија. Ѓореме блескаше како новогодишна елка, преполно со светилки, туристи, хотели и ресторани. Првиот ден започна рано наутро во 5 часот, со незаборавно искуство – лет со балон. Небото над Кападокија се претвори во шарено море од стотици балони. Од нас се отвораа Розовата долина, Белата долина, Долината на љубовта, како и прочуените карпести формации околу селата Чавушин и Учисе. Летот со балон е најпрепознатливата атракција во регионот. Балоните се издигнуваат на околу 800-1000 метри, нудејќи панорамски погледи на долините. Розовата долина, со нежно обоени карпи што навистина светкаат во зајди сонце. Белата долина, позната по своите тесни карпести шила. Долината на љубовта, со формации кои личат на камени столбови. Долината на гулабите, каде локалното население уште во античко време излабувало пештери за гулаби. Последувањето пречека мала закуска со шампањ и добивање на сертификат за учеството. Вистински спомен за цел. Sabrina Sulejman. Sulejman. So sorry, my pronunciation. And Muhajir Sulejman. Congratulations. And Fernanda. Истиот ден ја продолживме со посета на познатиот отворен музеј во Ѓореме. Таму откривме пештерни цркви со фрески од раното христијанство, сведоштво за богатата историја на овој крај. Овој музеј е под заштита на УНЕСКО и содржи повеќе од 10 цркви издлабени во Карпите, датирани меѓу 10-12 век. Џидовите се украсени со фрески кои ги прикажуваат Христос, апостолите и сцени од Библијата. Најпозната е црквата со темниот купол, која и денес има живописни бои благодарение на тоа што долго време била затворена од сончева светлина. Попладнето го поминавме во авантура, сафари со коњи низ Белата долина.
Јававме по тесните патеки, застанувајќи на видиковци за да го уживаме зајди сонцето. Кападокија е позната како земја на убавите коњи по староперсискиот назив Кјапечка. Јавањето низ долините е еден од најавтентичните начини да се доживее регионот. Белата долина е особено импресивна со своите варовнички формации, а зајди сонцето таму остава незаборавни спомени. Вториот ден продолжи со искачување на замокот во Невшехир. Монолитна карпа што наликува на митскиот Вавилон. Од врвот се отвораше панорама на долините и околните села. Вистински поглед што ја одзема здивот, оваа огромна карпа, висока околу 60 метри, служела како тврдина и наблюдувачница во времето на Византија. Од врвот се гледаат сите главни долини и селата, а внатре постојат тунели и простории што некогаш се користеле за живеење и складирање храна. Во Розовата долина денот заврши со спектакуларно зајди сонце во Розовата долина, едно од најфотографираните места во Кападокија. Илјадници туристи со камери и телефони се собираат токму тука, каде небото се обојува во златни и црвени нијанси. Секоја вечер завршува со спектакуларни бои на небото. Розовата и Црвената долина се најпознати места за оваа гледка. Туристите и фотографите се собираат на овие видиковци, каде што природата прави најубава светлосна представа. Третиот ден одведе во селото Аванос, прочуено по својата гранчарија и керамика. Таму се запознавме со старите техники и традиција што се пренесува со векови. Аванос се наоѓа покрај реката Кизилирмак, Црвената река, која е најдолгата река во Турција. Од црвената глина на оваа река уште од античко време се изработуваат гранчарија и керамика. Денес таму може да се видат работилници каде мајсторите се уште ја користат техниката стара илјадници години. Четвртиот ден го посветивме на историјата. Го посетивме подземниот град Деринкују, чудо на античкото инженерство. Со
повеќе од 8 нивоа под земја, овој град служил како засолниште за илјадници луѓе во време на напади. Деринкују е најголемиот подземен град во Кападокија, со длабочина од околу 85 метри и 8 нивоа отворени за посетители. Се проценува дека има уште подлабоки делови. Тука некогаш се засолнувале луѓе заедно со нивните животни. Внатре има тесни премини, комори за живење, складишта, па дури и капела. Замислата дека луѓето со векови живееле под земја за да се заштитат од напади е фасцинантна. Турска вечерпеттата вечер беше резервирана за културно уживање. Присуствувавме на турска ноќ со традиционални танци од различни региони на Турција. Традиционалната турска ноќ е мешавина од култура, музика и гастрономија. Танчерите ја оживуваат разноликоста на Турција, од енергичните ромски танци до мистичниот танц на вртечките дервиши. Настанот секогаш завршува со впечатлив ориентален танц. Масата е преполна со салати, мезе, булгур и разновидни пијалаци. Вистински ориентален празник. Враќање по неколку дена исполнети со авантура, историја и магија, патувањето заврши со враќање назад во Ница. Но спомените од Кападокија ќе останат за секогаш, како дел од едно од најубавите патувања во животот.